зошто протестирате? Зошто сте денес овде? Која е вашата лична причина поради која сте тука? Протестирам што во оваа држава нема ни закон, нема ни правда. Човек украл мобилен телефон, го судиле и го знаат ајдукот. Го судиле 5 години, дете, комшија. И овие закони што ги носат на телевизии. Нема никаква реалност. И док трае ова, секој ден ќе идам овде. А во вашиот живот, каква е реалноста? Во мојот живот, јас сум пензионер. Имам 2 керки, факултет имаат завршено. Конкурираат, немаат книжка од ВМРО и надвор. Тоа е. Што прават? Како живеат? Како живеат, еве, работи за 15.000 и кај приватник. Од сабајле до 7 навечер. Што би сакале за вашите деца вие утре? Што би сакале по доброто утре да им донесе на вашите деца? Па, Еве, кажете ми, најнародски, не знам, да идат на одмор, да имаат убава куќа, да имаат, кажете ми што? Што? да имате еден скромен живот. Од месец до месец да преживеа. Не може со 15.000 економски факултет ни да се ожени, ни ова. Тоа е. Ние се бориме да падне владата на ВМРО ДПМН и да настапи конечно ослободување, владење на правото, на уставот и такви работи. Иначе, јас сум еден од учесниците на процесни случаи за обликација. Нас, иако вика за тоа е крив БЕК, крив е регулатор, владата е крива за тоа. Владата стои за тоа, за да одлуката и света плаќаат. И ние се бориме против владата. Ево овде собравме колку пари плаќале јавните установи. Ево гледате, апелацијниот суд плаќал 230.000 евра, а тамо нема исклучени. Обликација е голем грабеж кој извршен Скопје, негде проценивме дека 57 милиона евра се украдени. Мити владата го крие тој криминал за да остане на власт, да не се докаже дека е таа неспособна и килава влада. А по-неспособна власт нема до сега во цел свет. Супер, ми се задоволни сме, секој ден учествуваме, се надеваме дека ќе успееме да ја срушиме владата на ВМРО ДПМН. Сите што се тука многу добро знаат зашто протестираат, има многу причини зашто да се протестира. Денеска конкретно сме излезани ради тоа што повторно што на 5 јуни се закажа избори, тоа само со една партија. Мислам каква е тоа е навистина недозволиво и тотално недемократски и навистина ова представува како диктатура, затоа што како може една партија да излезе на избори, а со тоа се трошат народни пари за организирање, како што проценуваат 7,5 милиони евра. Тоа се навистина многу народни пари. Освен тоа, сите како што знаеме за аболицијата кој што ја донесе нашиот така наречен председател. Тие аболицијата секако треба да се повлече затоа што не е фер политичари кои што се веќе докажани криминалци да не одговараат пред правдата, а некои луѓе кои што веќе знаеме со некои ситни кражби, кебапчиња и луѓе кои што се снојат на секаков можен начин да преживеат, да лежат долгогодишни казни затвор. Протестирам затоа што нема правда, затоа што ниту една институција не функционира како што треба, затоа што нема судство како што треба, немаме нормално здравство, немаме нормално образование. Мислам дека сите сегменти во нашето општество се зафатени до таа мера да ништо не функционира. Мислам дека е буквално ова импровизирана држава и има многу причини зашто луѓето се тука. Само едно прашање, вие лично, значи ваши лични причини, зашто престете? Значи дали сте задоволни од работата, животот секојдневен? Тоа се моите лични причини, затоа што јас не сакам да живеам во држава каде што не функционира правда, не сакам да живеам во држава каде што поправо сите луѓе ќе одат на приватен лекар отколку да одат во здравството кое што ние го плаќаме. Не сакам да живеам во држава каде што немаме квалитетно образование, каде што немаме слобода на говор, каде што
буквално ништо не функционира како што треба. Тоа се моите лични причини. Мислам, јас сум засегната лично како и сите граѓани на оваа држава.